Здраво, нак, брате, како е? Топ. Се навоѓаме тука усред малото на малото у центарот на Скопје, у Чаирот. Ово овде све твои графити се или има од разни уметници? Прилично мои има клинци Гостовање. кои живеат близо. Кажи ми колку време се занимаваш со ова? Од прилика негде 9 години, 8, 9, 10. Не сум сигурен. Толку негде од прилика. Првиот графит кај го најде? Првиот мало со еден спреј outline онака моето име. Онака бабл букви со еден спреј. Од тогаш си нак? Не, нак сум од 2007, 6-7 негде. Да, тоаш кога почињав онака озбилно да се занимавам, тоаш го смислив на димок. А бројка имаш ли? Од прилика? Колку графити имаш за сега? Па никад не сум размишљал на тоа, али би требало да се негде на 300. Сигурно. 300? Да, сигурно на 300. Освен у Скопје, каде на друго место има твои графити? Има Косово, Албанија, Хрватска, Грчка, тие места. Да, од Не друго сум низ шетнал нешто Македонија? многу. Нели Низ имаш? Македонија, Штип, Охрид, Тетово, Прилеп. Не ми текна. Како Тие ја не го оценуваш графити културата кај нас? Па што знам, брат, порано било боле. Порано било боле, сега е некако... Порано кога ќе кажеш пред 5-6 години? Порано, мислам на тоа кога сме почнувале ја и моите другари. Тоест ја и Big Hands, Name, таа 26 генерација, Group. втора или трета генерација, тоаш било појако дека постарите биле активни. Сега не се и некако не е интересно без нив. А проблеми со полиција? Па имало и ќе има, но константно. Нешто најавака жустро или? Па знае да биде жустро. Абсенси Да. за графит? Да. За цртање? И Да. што е причината што ти вика оштетуваш имот нешто да? Па, Некој скапан? многу случаи, не, у многу случаи, брат, не ни знаат како да го проценат тоа. Се дешава онака случајно, пример, цртаме у темница, гледаме Марица или Алфи или било што, и ние автоматски почнуваме да бегаме од нив. И они, ако не приметат дека бегаме, мислат дека сме сосема нешто друго, дека сме лопови или нешто слично. Па се пуштаат, па кога ќе видат зашто бегаме, ако не фатат у случај, па зашто, па како, па многу пати да. Е, кажи да вела. ми, спреј или боја, четка? Спреј, строго спреј, Строго спреј. строго А спреј. освен со графити се бавиш и со дизајн? Па да, дизајн живо, тоа Нешто, заработа. нешто што сите го знаат, а е твое дело? За странство работи чу. Не работи за Македонија, знам. На DJ Гоце, Пивото? пивото, да. Пивото, Пивото. албумот на Страйк, каверот, албумот на Кемп, Значи кавери, индустријски си работиш за... да, си има константно. Дали слушаш музика за време на цртањето? И што потош Па, иде у... зависи. Ако се црта навечер, бомбинг, онака, не се препорачува да се слуша музика, пошто не слушаш што иде у околина, дали се доближува некој или летува некој. А ако е некоја легала, онака, лабава, да, се слуша. А имало нарачка до сега, пример, од општина, од град, од ово дома? Па има, брат, али, што знам, никад нешто многу интересно, онака. Кои форми на графити ти се омилени? Букви или црташ? Па, не знам. И букви, не знам, букви ми лежат многу на душа, али и карактери исто. И карактер. У последно време поише
сум се вратил на букви. Едно време пукав нон-стоп карактер и сега пукам букви. А што решава тоа што би било? Од зидот ли зависи или од моментално? А не, од моментално, као се осеќаш, или со кој црташ, ако пример црташ со некој што црта стрикно букви, ќе му се споиш со карактер. Ако црташ со некој што црта исто карактери што кине, кејф ти е да се ставиш ти со карактер. Или спротивно и така. А со кој од нашиве артисти си имал соработка до сега, со кој не си имал, а би сакал да нацртате заедно нешто? Графиджи? Мгм. Па не знам, со тие што сум сакал, со тие сум цртал многу пати. Ден денес цртам со нив. Да ги Не знам, спомнам, не ми а, ост- сите други. Да знаат Big дека не се Hands, Strike, Name, Драж, Мачка, Хром. Што се деси да те врата малку историја со 26 Crew, една амбициозна банда која правеше рап, графити, сите правци, значи диџеи имаше, MC-ња. Што се деси со Па 26? не знам брат, проблемите си го направи јас својата. Сите одраснаме некако многу брзо. Се десија некои проблеми, некои фрки у приватен живот и некако сите фативме свој пат. Комуницираш ли уште? Има ли Покомуницираме, ден денес сме другари и ќе останеме за цел живот. Браќа, или не е тоа како што било порано. Преска правевме муавет за нашите албански браќа и хип-хопот во Македонија од албанците. Ти да понадолна линија, што се деси, како се деси и зашто? Твое размислување. Не знам, многу чудно некако. Изгледа нашево Скопје ги лапа сите таленти, ги гута некако. Ги става под земја многу брзо, тешко некој да преживее, да остане на сцена. Имало е многу добри, многу јаки таленти, многу добри рапери, MC-ња поготово, али не знам кај се ги нема. Дали се 2-3 од нив више активни. А кажи ми има ли хејтеризам над зидовите? Те нервира ли кога ќе видиш некој графит добро нацртан и све и одгоре некоја парола или не знам шкрабаница некоја? Зошто тоа се случува? Што мислиш? Зошто не се поштува зидот? Кога да се малце зидови празни, па мора на таму кај што ти имаш графит некој да го посере. Македонски менталитет, брат. Кога зборам на македонски, мислам на државата. Не, балкански. Балкански. Му се свиѓа, јако му е, ајке уса. Зошто ја не можам да го направам? Така си начекал некој на заушки да го фатиш? Кења графит, не мора твој, на било кој. Не. До денес не сум фатил никој уживо. Онака да го фатам на дело. Хитен Да ран го уапсам, не. А кажи ми по тебе, по твое мислење, кој е може би не најдобар, ама меѓу најдобрите графити артисти од Македонија, по твое мислење, кој е? Има ли таков суприм Big Hands. графити? Big Hands и Strike. Big Hands. Не можам да ги разделам нити двајца. Добро. А надвор ваму кај што си бил, како ја оценуваш на Балканот? Тебе Косово, кажа Хрватска. Косово е катастрофа. Во Албанија исто катастрофа. Хрватска? Хрватска е исто многу јако. Јако. Тоа прејако. Организирани се у Белград. некакви здруженија у... Па не сум упознал многу графиџи од Хрватска, али со тие што сум висел и што сум имал можност да цртам, да се упознавам со нив, се доста понапред од нас. Светлосни години.